Социјалдемократскиот сојуз брутално го партизира Министерството за внатрешни работи. Потпредседателот на СДС, Оливер Спасовски, сега како министер за внатрешни работи, без никаков аргумент, отпочна со партиски чистки и поставување на партиски послушници на сите раководни позиции. Ваквото однесување го гледавме и во периодот кога истиот ја извршуваше функцијата технички министер за внатрешни работи. Само за подсетување, во рок од неколку месеци, Оливер Спасовски незаконски разреши стотици професионалци во МВР, пресметувајќи се со сите кои не беа блиски на партијата од која што доаѓа. За сметка на сменетите професионалци, позициите ги пополнуваше со партиски послушници, унапредувајќи ги по 7 скалила спротивно на системот на кариера. Така, свој позиции се обезбедија и луѓе, како сопругот на тогашната министерка за труд и социјала Фросина Ременски. Сиот хаос кој го креираше Оливер Спасовски резултираше со драстично намалување на активностите на Министерството за внатрешни работи. Сега повторно сме сведоци на исто вакво однесување. Потпредседателот на СДС, Оливер Спасовски и неговите партиски послушници секој дневно се јавуваат на вработени во Министерството за внатрешни работи, кои низ долгите години во службата постепено ја граделе кариерата и стигнале до одредена позиција за да им нудат одредени пониски позиции. Понудата од СДС е земи или остави. Им нудат пониски места на кои би биле распоредени по собствени барања. Во спротивно, следат закани дека ќе бидат деградирани и девалвирани и дека нема да може ниту судот да им помогне. Ваквите закани не се упатени само кон вработените во Скопје, туку и по секторите за внатрешни работи низ државата. Таргет се сите професионалци кои не постапуваат по партиските наредби на Оливер Спасовски. Таргет се сите професионалци кои работеа на бројни случаеви, почнувајќи од оние како Планинска бура, во кој се бранеше државата, па се до предмети во кои заради трговија со наркотици бе откриен голем број партиски пријатели и соработници на Зоран Заев, Оливер Спасовски и СДС. Тоа што го прави Оливер Спасовски е целосно незаконски и спротивно на колективниот договор и законот за внатрешни работи. Формирањето на партиската полиција е целосно неприфатливо и ќе ја наруши безбедноста во државата. Министерството за внатрешни работи мора да одговори колку решенија се поделени изминатиот период и кои се причините за смени. ВМРО-ДПМН ги повикува професионалците во полицијата да не подлегнуваат на политички притисоци од страна на потпредседателот на СДС и правдата да ја бараат пред повисоките органи. ВМРО-ДПМН ги повикува представниците на меѓународната заедница, кои го следеа работењето на полицијата, навреме да реагираат и да не дозволат ситуацијата да излезе вон контрола.